Сите ние сме сведоци на урбаното живење, но сепак една од најмодерните градини и понатака во светот останува светската, односно селска кантри градина. Нешто повеќе за тоа ќе видите во следниот прилог. Во различни делови од светот, луѓето на различен начин ја поимаат и ја осмислуваат убавината на селската традиционална градина. Селскиот традиционален двор се прави со многу вештина, желба и фантазија. Овошните дрвја, шарените цвеќиња, тркалата од запрежни коли, тиквите се само дел од стилот што носи радост и уживање во дворот. Официјално стилот кантри доаѓа од Англија, како што сугерира името. Тоа е пейзажен стил кој дава најголема слобода во дизајнот. Дури и да креирате кантри градина на 100 квадратни метри, таа пак нема да изгледа мала. Зеленчукот и овошните дрвја се вклопуваат во неа, но не треба да одземаат премногу од достапниот простор. Сепак, тоа е градина за одмор, а не за производство. Друга опција бара посериозна инвестиција, а се користат тулите и камењата. По неа може да поставите ползавци, тикви, грашок, граф. Во комбинациите може да додадете и тркало од стара кочија, бидејќи суштината на кантри стилот е во додатоците. Кладенецот, дури и да не се користи за таа цел, има голема декоративна вредност во овој тип градина. Фонтаната е исто така вистинска декорација. Градината во рурални средини цвета од рана пролет до доцна есен и цело време е интензивна со светли бои. Доколку растенијата се традиционални, тогаш може да ви биде потребно помалку одржување, бидејќи истите се имале навикнато на старите услови. По правило, тие имаат потреба од малку грижа. Изборот е голем, од нарциси, лалиња, гладиоли, кокичиња, момини солзи во текот на пролетта. Божурот, перуниката, флоксот, карамфилите, петуниите, розите, ароматичните тутуни во текот на летото, па се до рана есен. Како саксии може да ги вметнете керамичките садови, старите буриња, дрвените корите и слично. Глуварчиња, камилица, детелина се посакувани жители на зелениот тепих. Одлично ќе се совпаднат и дрвените столчиња и маса. Од декоративните грмушки најдобро се вклопуваат трендафилот. Замотаните растенија исто така се пожелни, клематисот, ароматичниот грашок, грамофончињата. Малината, капината и дренките изгледаат сосема наместо во оваа градина. Најсоодветни материјали за кантри градината се природните елементи како дрвото и каменот. По можност тие да не бидат доволно обработени. Ефектот ќе биде уште поголем доколку на кантри градината и додадете ограда од дрвени штици или едноставно од дрвени материјали. Градината во стил кантри обично има зона со зеленчукови растенија и тоа се чисто еколошки производи. Зеленчукот не смее да зазема премногу простор. Доволни се неколку леи наредени убаво и со вкус и одржувани добро. Вообичаените домати и пиперки може да се сменат за миниатурни тикви. Заедно со обичната зелка може да се засадат и декоративни некои сорти салати кои ќе изгледаат повеќе како украс отколку како производ за трпезата. Лековитите растенија исто така се комбинација бидејќи се убави, ароматични, а некои од нив ќе ги изгонат и штетниците. Во кантри стиловите во Америка се вметнати доста и водните елементи како што се езерцата, рекичките и така натаму. Мостчето над водата, изградено со талпи и лесна дрвена конструкција, би било идеално за овие градини. Во неа никогаш нема да ви биде непотребен некој цвет, но ќе изгледа добро дури и ако не и посветувате премногу време.
Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.